Државната помош за учениците остана напишана само на билборди. Власта троши пари за да се рекламира со предизборниот пакет антикризни мерки, а сметките на средношколците и основците останаа без парите. Учениците кои доаѓаат од семејства каде вкупниот приход не надминува 50.000 денари, требаше да добиваат од 1.200 до 1.800 денари од декември минатата година, но најголем дел воопшто не добиле ниту денар. Социјалните мрежи зовреа, родителите остро реагираат дека власта ги излажала. Ноември, декември, јануари, ни динар немаме земено, а сега па документи даваме за февруари. Пари, кој знае кога. Каква држава е оваа? Си играат мајтап со народот или може гледаат кој точно колку зема? Вака им е поубаво да им ги однесат лично документите, да не се малтретираат. Во јануари имаше една уплата, после ништо. Не, ниту за еден месец немаат пуштено, а изгледа нема ни да пуштат воопшто. Си играат играчки со луѓето. Ни еднаш досега немам добиено. Ништо. А каде да се пожалиме? Или ова е мајтап за народот? Што се случува и зошто доцнат исплатите од Министерството за образование втор ден молкна прашањата од Алфа? Минатиот месец од ресорното министерство во делот медиумите се правдаа дека имало грешки во податоците испратени од училиштата. Според јавниот повик, секој родител сам си ги обезбедуваше и пополнуваше потребните документи, па ги испраќаа во училиштата од каде беа препраќани во МОН. Рокот кој им беше даден на родителите за сите документи беше прекраток, па се случуваше и страната на Министерството каде всушност беа наведени потребните критериуми воопшто и да не се отвара. Со деветиот пакет антикризни мерки, за кој голем дел од експертите го критикуваат дека е само предизборен подкуп, се офатени 105.000 ученици. Купната помош за граѓаните и стопанството, која треба да трае до пред изборите, тежи 662 милиони евра.